Живеачката се поскапа, цените се повисоки, а граѓаните се посиромашни. Од месец во месец се повеќе се стега домашното ќесе. За само една година цените на производите пораснале за дури 2,6%, пресмета државната статистика. Речиси сите производи се поскапени. Па така за споредба, ако маслото за јадење лани чинело околу 75 денари, сега е дури 100 денари. Драстично поскапување има и кај овошјето и зеленчукот. Пиперките од 90 денари лани годинава пораснале на дури 200 денари за килограм, доматите од 70 скокнаа на 100 денари, краставиците од 60 пораснаа на 100 денари, од овошјето и лимонот е за 20 денари повеќе за разлика од лани. Истото е и со портокалот и јаболкото. Поскапување има и кај шеќерот, джемот, медот, потоа кај чоколадата, но и кај кондиторските производи. Граѓаните се жалат дека едва и преживуваат. Велат со толку високи цени на скоро се, не знаат како ќе го закрпат месецот. Скапа живеечка. Не, за нас старите јептине скапа. За разлика од лани, цените поскапени ли? Да, и то многу. Многу се поскапени и срамота. Скапо е све, огид. Се издржува некако или? Ау, знаеме како се издржува. Леп јади, со леп нешто така, ајде. Во седна плата, кај се крај не може да вртиш. Скапо е. Многу поскапе. Трошковите се повисоки за разлика од лани? Каде. Колку за илустрација, од почетокот на годинава досега, скоро за 1000 денари се зголемени основните месечни трошоци. Ако лани на семејството му биле потребни 32.790 денари, годинава тие изнесуваат 33.740 денари. Додека живеачката станува се поскапа, граѓаните се жалат дека едва е преживуваат. Според синдикатот, во просек околу 50 евра му фалат на секое семејство месечно за да ги подмири основните трошкови, кои вртоглаво растат секој месец. Претходно Државниот завод за статистика веќе објави дека речиси 1/4 од граѓаните тонат во сиромаштија. Според последните податоци, речиси 456.000 луѓе живеат во тешки услови. Светска банка уште лани објави дека над 55.000 македонци може да западнат во сиромаштија. Според нивните прогнози, овие бројки можно и да се зголемат и до 3 пати, но ако се влоши економската состојба во земјава.